Од 2017 година стапи во сила законот за пожарникарство, согласно кој пожарникарите ќе добијат поголеми плати и бенефиции. Истите ќе бидат ставени во категорија овластени службени лица и така би се подигнало нивото на нивната служба. Меѓутоа и покрај тоа што нашите пожарникари покриваат огромна територија, сепак не ги добиваат истите законски права како нивните колеги од Радовиш, Свети Николе и Куманово. Вака обвинија денес пред медиумите од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Пожарникарите имаат судски спор со локалната самоуправа, според кој треба да добијат обештетување од општината затоа што го немаат добиено покачувањето од 20% и ризик при работа. Меѓутоа, наместо да им ги исполнат ветувањата дадени на пресконференциите за време на кампањата, пожарникарите се под притисок од власта да ги повлечат тужбите. Тужбите на пожарникарите ќе го оштетат општинскиот буџет и наместо водовод, канализација или асфалт, парите на граѓаните ќе завршат во судските спорови на неодговорната општина. Почитувани сограѓани, сакајќи да ја деградираат претходната власт, СДС критикуваше за неспроведување на законот за пожарникарство, кој е во сила од 2017 година, но откако ја зграбаа власта, предизборните ветувања на СДС веќе не значат ништо. Жолчните пресконференции ги памети целата јавност, а СДС ја имаат изгубено меморијата и до денес не оставија ништо, туку само несоодветно поставија партиски кадри на раководни позиции. Време е на ова да реагираат надлежните органи и да им ги дадат потребните права и бенефиции на пожарникарите во Штип. Време е локалната самоуправа да почне да води сметка за своите вработени. Време е СДС да ги замени популистичките ветувања и да ги претвори во дела. Одговор на денешниот прес добивме од командерот на територијалната противпожарна единица Штип. Обвинувањата на Општинскиот комитет ВМРО ДПМН Штип се неиздржани, неосновани и лажни. Проблемот со наградувањето на пожарникарите започна со почетокот на владењето на ВМРО ДПМН, односно за време на мандатот на Зоран Чолексов. Тој проблем ескалираше за време на мандатот на Илчо Захариев. Сите тужбени барања и одговорите на апелација се токму заради несовесното и неодговорење на општината, амо во времето кога владееше ВМРО ДПМН. Злоупотребата на службената должност од страна на ВМРО-ските функционери одела до таму што преходниот команден кадар на ТПП Штип ги уништиле книгите за евиденција од тој период. Незавршувањето на судскиот спор е само заради недостатокот на оваа документација. Иронично е што представниците на опцијата, чии што припадници дрско и безобразно ги злоупотребуваат своите позиции и кршеа законите, сега бараат решенија за проблемите кои сте самите ги создадува. Кога веќе се осмелуваат така извалкани од собствените криминални однесувања да излегуваат во јавност, нека одговорат на следниве прашања. Како измислија формациско место командир на чета за човек со средно образование со плата од 27.000 денари? Како измислија командир на ТПП Штип да може да биде и лице со образование за предучилишна настава? Како овие лица сами на себе си доделуваа награди со високи суми без никакви објавени критериуми? Несоодветното одржување на опремата во минатото доведе до две тешки повреди на пожарникари, за кои што денес лажно тврдат дека покажуваат некаква грижа. Времето на неодговорно работење и злоупотреба на службената должност заврши. Сега во ТПП Штип се работи совесно и одговорно, за што говори фактичката состојба. Имено во изминатите 6 месеци во ТПП беа спроведени некои активности за подобрување на условите за работа кои што одамна беа потребни. Дворот беше среден и хортикултурно уреден, беше извршено реновирање на спалните, канцелариите и ходниците во ТПП. Двата ДАФ камиони беа комплетно сервисирани. Сервисирањето на овие камиони се прави за прв пат, а чинеше околу 300.000 денари. Еден од овие камиони, односно на ДАФ 45-ката, беше ставен во употреба КАП системот за гасење со вода под притисок. Исто така се забележува подобрување на дисциплината во ТПП, како и отварање на истата за граѓаните преку целомесечните активности по повод месецот на пожарникарството.